пресметката, односно методологијата не се допаѓаше ниту на претходната влада, не се допаѓа ниту на сегашната. Меѓутоа, делот за храна и пијалоци и тогаш и денес покажува дека се движи некаде во висина на една минимална плата, што ќе каже дека доколку едно 4-члено семејно домаќинство има само еден работник и тој е платен близу до минималната плата, значи тие не можат ни лепи вода да си купат, а не па да си овозможат некои најнеосновни потреби на крајот на криштата за да се почувствуваат достоинствено и да можат да не размислуваат во тековниот месец. Кога гледате дека за владата е нормално да набави во тони овошји и зеленчука за работниците во 1, во 2 или во 3 килограми годишно, тогаш гледате дека нешто не е добро во општеството. Кога гледаме сега што се набавува владата, можеби владата треба да го отвори ресторанот за сите граѓани, па со нашите мизерни плати да можеме да си овозможиме солидни поедок ручек и вечера во однос на тоа дури и какви се цените за јадење во пратеничкото бифе, во бифето во владата или слично. Можеби треба тоа, имајќи во предвид дека се финансира од наши пари, да стане повторно работничка, а не функционерска менза.